Вели се повеќе македонски работници во изминатите 2 години го насочуваат погледот кон Косово како нова, привремена или долгорочна печалбарска дестинација. Заради тоа што Косово не помина. Лани кога го зборевме ние тоа за Косово, дека Косово ќе не помине, стварно Косово не помина. И по инфраструктура, и по функционалност, и по институционална поставеност, и по државотворност, и по економија, еве гледате не поминува. У секој аспект они прават држава. И за дупло пократко време од тоа ние колку постоиме како држава, они направија држава која што не помина. Ако тоа не е за срамење, не знам што е. Вели причината е едноставна зашто македонците одат да работат на Косово, побрза заработка, помали трошоци за престој и можност викендите да се поминуваат со семејството. Според информациите од агенциите за посредување, при вработување најбарани се градежните работници, електричари, заварувачи, керамичари и возачи на тешки товарни возила. Платата според упатените се движи од 800 до 1500 евра месечно, во зависност од квалификациите и работното искуство. Пазарот таму е во експанзија, има многу инфраструктурни проекти и приватни инвестиции. Работна сила не достига, а македонските работници се ценети поради искуството, велат економските аналитичари. Значи, она што некогаш го гледавме, че имаше ситуации кај што најголем дел од косоварите доаѓаат да пазарат туку у Македонија по македонските маркети. Сега имаме обратна ситуација кај што македонците идат да пазарат на Косово, македонците идат во Приштина мол. Теодоров вели НАТО и КФОР имаат бази за тоа центар. Ама ние не кефме да имаме бази. Што ќе ни се нас бази? Они нема проблем ете бази. Што им сметаат базите ве сега? Што ќе ни сметаа на нас? Ништо немаше да ни сметаат на нас базите. Приволак се бара да биде база и од тогаш од 99-та. Па не бе, ќе ни прават американците бази ова она. Голема грешка тоа тоа што направи. 20.000, 30.000 војници со многу високи плати трошат пари таму. Не постои држава у светов во која што Америка направила своја воена база и не се оправила. Тоа е на некој начин гаранција и за безбедност и за луѓе кои што сакаат да инвестираат, а и тие бази трошат храна, трошат најразличен тип на услуги, така да тоа помага за развој на економијата. Ако навистина нашите политичари биле до толку интелигентни да одбијат вакво нешто, не знам што да кажам.